Јас ќе го поделам во два дела, односно ќе почнам првен со менталното здравје, бидејќи ова не е нова тема во собранието. Со колешката Марија Петрушевска, колегата Бојан Стојановски, тука е Јован Јаулевски, ова го работавме и во изминатите години, односно во претходниот мандат. И со Марија, која денес не е овдека, издействувавме да се креира национална стратегија за ментално здравје кај младите, која што национална стратегија, да подсетам, тогаш владата ја усвои, меѓутоа немаме никаков фоллоуап на тоа што се случува после тоа, бидејќи ние можеме да имаме еден куп стратегии, ако не одвоиме средства и ако не пратиме како тие стратегии се имплементираат, тогаш нема да направиме апсолутно никаков резултат. Во таа стратегија, сега докторката ме подсети, беше вметнато и депресијата, и анксиозноста како расстройства, и имаше точен упат дека треба да се менува и законот за ментални болести, кој што нели ги познава само тешките форми на расстройство, меѓутоа се уште немаме напредок по однос на ова. И можеби е добро да ги повикаме креаторите, оние луѓе кои што учествуваа во креирање на таа стратегија, таму беше и професор доктор Байрактаров и други психолози, психијатри, професори, да дадат еден отчет што се случува, или можеби Министерството за здравство, не знам, како надлежна институција, за да не се враќаме повторно одново и одново, ако веќе имаме институционална меморија поднос нова. Го слушнав заменикот дека се планира и нова национална стратегија, веќе има, можеби треба да се види што со таа и како ќе напредуваме истата. Министерот за дигитализација напомена одредени мерки. Аз, како можеби човек што е најлиберален во овој законодавен дом, поддржувам мерки од типот на тоа во училиштата да има одредена забрана за користење на мобилни телефони. Иако доаѓам од Либерално-демократска партија, бев првата која што повика дека мора да имаме регулиран пристап до содржини за деца под 15 години. Зошто говорам регулиран пристап? Затоа што ние не знаеме до што све нашите деца гледаат на тие социјални медиуми. Ќе дадам еден пример во кој што е директно вклучен член од моето блиско семејство. Во Белгија, значи мојот брат добива од тука порака од другар во која што има видео каде што постои, не знам, врсничко насилство. Белгиската служба веднаш му го банира Facebook профилот и кажува вие одземен 48 сати за да се испита дали нели промовира насилство, дали тој шири насилство и слично, и по 48 сати откако утврдува дека апсолутно нема врска, дека само е проследено до него видеото кое што го кликнал да го гледа, му го враќа назад Facebook профилот. Кај нас такви механизми нема. Иако и во минатиот состав говорев за ваков регулиран пристап, и тука читам во иницијативата се бара работна група во Министерството за образование, тогашниот министер Јетон, кој што не е тука и нема можност да се произнеса, даде информација дека во Министерството за образование и наука веќе е формирана таква група и ќе разгледува можноста за ограничен пристап до одредени содржини на социјалните мрежи. Мислам дека не треба да се срамиме да говориме или да мислиме дека не знам ќе ограничиме одредено право или слобода. Апсолутно не. Ако имаме регулиран пристап до одредени содржини, ние апсолутно штитиме повисоко добро, а тоа е менталното здравје и животот на децата. Па и општо на сите луѓе. Затоа што она што го сведочиме во медиумите, особено изминативе денови, значи на такво брутално врсничко насилство, на нарушување на достоинството на децата преку тоа снимање, е навистина недозволиво и доаѓа до прашање какви генерации ние ќе креираме. Бидејќи сето тоа остава последици и фрустрации кај личноста. И не знам како во иднина може да очекуваме дека жртвите на вакво врсничко насилство или не знам и семено насилство понатаму ќе се однесуваат. Тука во рамки на клубот имаше еден предлог кој што доаѓаше од колегата Бојан Стојановски да во законот за средно и подоцна го надоградивме законот за високо образование се вметне дека ќе постојат канцеларии за психолошка и ментална поддршка кај младите. Ако ги
видиме праксите од другите земји, веќе да земеме Данска како една поразвиена земја, таму децата од најрана возраст учат и дигитална писменост, но и како да го менаџираат дигиталниот стрес, емпатијата, како да препознаат што всушност представува онлайн насилство, бидејќи некогаш можеби на децата им личи дека е тоа за фрканција, меѓутоа кај другиот остава трајни последици по менталното здравје, но ги вклучуваат и родителите во програма за да препознаат од најрана превенција од 0 до 5 години, што всушност представува врсничкото насилство или користењето на сајбер просторот. Мислам дека ако сите сме согласни, можеме да работиме на темата и време веќе можеби доцниме со работење на оваа тема, но навистина треба да се крене алармот и да почнеме со конкретни чекори. Ева, иако националнава стратегија постои, дајте да почнеме да развиваме конкретни механизми како ќе превенираме на тамошни штети кои што во некој случај може да бидат и ненадомесливи. Благодарам.